Здруженијето за заедничка иднина од Тетово вчера вечер беше промовирано во Тетово. На промоцијата пред присутните се обрати председателот на Здруженијето Небојша Захариевски, а специјален гостин на настанот беше и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Здруженијето за заедничка иднина е формирано неодамна, а во него, како што истакна Захариевски, членуваат слободумни граѓани кои пројавиле желба самоиницијативно да се организираат во здружение. Засега здруженијето функционира како граѓанско движење, а една од целите на здруженијето е учество на следните избори во земјава. Ова здружение е со една идеја да се активираат граѓани без разлика на своето потекло од национална и од верска природа, со една идеја да настапат на наредните избори кои што ќе бидат, заедно со други здруженија во Република Македонија кои што се формирале и се во фаза на формирање. Во Куманово прво се формираше здруженијето, таму е промотор господинот Максим Димитриевски, актуелен градоначалник на Куманово, и од таму потекна целата идеја. Исто така, идејата потекнува и од регионот, од Босна, од Црна Гора, Албанија, па и Србија и Косово, и тука се јавуваат многу здруженија, многу движења кои што имаат за идеја да дадат еден нов правец во движење на политичките односи во своите земји, за да регионот крене еднаш напред како што треба да се развива. Бидејќи знаеме после Југославија, распадот овој регион остана така неинтегриран, да кажам, во Европска унија и каска наназад. Во одредена иднина наредната 23-та година тоа ќе одлучат активистите и граѓаните и членовите на здруженијата, доколку има расположение, можно е да се соединат во еден сојуз на национално ниво, да се здружат како би квалитетно настапиле наредните избори. Значи сега за сега ние сите представуваме всушност едно движење во Република Македонија и така ќе биде сигурно до наредните избори. Понатаму, спрема позитивните законски процеси, ќе се одлучи како ќе се продолжи под формален аспект, дали политички ќе се регистрира или така како движење ќе се продолжи да се делува. Од Здруженијето за заедничка иднина ги повикаа граѓаните да се вклучат во здруженијето, доколку имаат идеја за поинаков политички концепт. Сите граѓани кои што имаат таква идеја и сметаат дека може да допринесат да се направи поинаков концепт, не како до сега политичките актери и невладени кои што работеа ад хок, без идеи, со доста импровизација и затоа се резултатите назад, имаат идеја да се вклучат. Ние ги повикуваме, здруженијето е отворено за секој што има намера, без разлика од каде доаѓа, не мора да бил политички определен, може да биде неутрален, доволно е да има добра идеја, добра мисла да допринесе. Вакви слични здруженија претходно беа формирани во Куманово, Прилеп и Крушево.